6 компании остануваат без лиценца за производство на канабис за медицински цели. Владата им ги одзеде дозволите, а меѓу главните компании е и Алфа Фарм, чиј косопственик е вмешан и осомничен со случајот со запленетите 5 тони марихуана во Србија. Причините се сериозни прекршувања на законот. Не им работеле камерите, немале обезбедување, едно имале на хартија, друго во магазин. Здравствените власти откриваат дека инспекторите на терен затекнале сув цвет, чуван несоодветно, веќе отворен, без запечатување, ставен во обични картонски кутии, наместо под строги стандарди, како што налага законот. Контролите опфатиле 13 од вкупно 43 лиценцирани компании. По оваа акција следуваат и построги проверки и можно е списокот на одземени лиценци да се зголеми. Алфа Фарм, компанија Green Life, CBD Medplan, Life Plant, Ata Farm и Cannabidois, ако добро ги читав. Овие се тие 6 компании. Недостатоци има од различни аспекти, од административна гледна точка, од инфраструктурна гледна точка, од технолошка гледна точка, од човечки капацитети и така натаму. Например, во некој од нив внатрешната инфраструктура за следење, значи камерите не работат. Во делот нив нема човечки капацитети, во делот нив нема обезбедување, во делот нив недостасува документација. Контролите следуваат откако во Србија беше заплената поголема количина марихуана, за која се сомнева дека потекнува од земјава. Државата најавува дека нема толеранција за прекршувања кога станува збор за производство на медицински канабис. По завршување на контролите кај сите овие 43 правни лица и по целосно утврдување на сите аномалии во системот, ќе пристапиме кон подготовка на нова и потврста законска регулатива за одгледување на канабис за медицински цели. Како влада, одлучни сме да не дозволиме било каква идна можност за манипулација и злоупотреба во овој сектор. Под раководство на обвинителството за организиран криминал и корупција, властите отворија обемна истрага по заплената на марихуана во земјава и во соседна Србија. Донесена е наредба за истрага против 6 лица, осомничени дека организирале продажба и транспорт на наркотични средства. Уште 10 лица заработија кривични пријави, а 2 веќе се во притвор. Акцијата следи по заплена на големи количини марихуана на повеќе локации низ државата. Дел од случаите завршиле и надвор од границите.